Денеска сме овде во Божјиот дом, браќи и сестри, не само се дружиме, да му пееме песна на Господа, да проучуваме Библијата, туку и да присуствуваме на еден библиски настан, односно обред, кој самиот Господ Исус Христос го воспоставил додека бил на оваа земја. Ке присуствуваме на обред на крштевање, но пред да го обавиме самиот чин во овој воден базент, би сакал да малце се посветиме и да размислуваме зошто ние како христијани го имаме овој обред и зошто се крштеваме. На почетокот би сакал еден краток пример да ви раскажам за една жена која живеела во Централно Афричка република, жена која крштевањето не го сваќала само како право на избор, туку како чекор кој е многу важен во животот на христијаните. Повеќе од една година таа доаѓала во црква, се приготвувала, се молела, ги проучила темите и копнеела за денот кога требало да се крсти, да стане христијанка. Една вечер, додека била заедно со својот сопруг, му кажала дека следната сабота ќе се крсти. А мажот бил многу против. Скокнал од креветот, луд, изнервиран и рекол: јас не сакам таква вера во мојот дом. И ако продолжиш да одиш во оваа црква, и ако продолжиш да ја учиш таа наука, јас ќе те убијам. Иако жената била скршена од настапот на незиниот сопруг, сепак таа продолжила да проучава и дошол денот, дошла саботата за крштевање. Но пред да заминала на служба на крштевање, ова жена клекнала пред својот сопруг дома и му рекла дека таа сабота таа одлучила да се крсти. А тој го извлекол големиот ловџиски нож и рекол: ти реков, не сакам да се крстиш. Оној ден кога ќе се крстиш, јас ќе те убијам. Меѓутоа, жената одлучила по секоја цена и по цена на својот живот да го следи Господа. И тргнала на крштевање, иако мажот и се заканувал. Тие зборови и одзвонувале цело време додека седела во црковната просторија, додека проповедникот зборувал, додека луѓето се радувале, го славеле Господа, а тие зборови одзвонувале во низините уши. И дошол мигот кога таа влегла во водата, во базентот, кога проповедникот ја кренал раката, таа ги признала своите гревови и го посветила својот живот на Спасителот, не знаејќи дали тој ден ќе биде последен ден во животот, дали тој ден ќе го положи својот живот за Господа. Мир завладеал во низиното срце, додека проповедникот ја крштавал. Кога се вратила дома, повторно дошла во собота кај што бил низиниот сопруг. Но пред отишла во собата, во кујната и го донела истиот тој нож со кој се заканувал низиниот сопруг. Дали се крсти? Лутито запрашал мажот. Да, мирно, одговорила жената. Еве го ножот. Ако сакаш, уби ме. Дали си подготвена да умреш? Рекол мажот. Да, јас сум подготвена. Восхитен од незината храброст, мажот немал сила, браќи и сестри, да ја убие. Но што ако таа се предомислила кога ја заплашил утрото, кога ја рекол: ако се крстиш ќе те убијам? Може би тој не мислил целосно, но сепак заканата постоела дека ќе ја убие. Но таа останала верна. И сега прашање за нас денеска овде: дали вреди животот да го ризикуваш за едно крштевање? Дали Бог навистина го бара крштевањето од нас? Дали зависи спасението, браќи и сестри, од тоа дали сум крстен или не? Еве неколку минути ќе посветиме пред да одиме понатаму на самиот чин на крштевање. Ние христијаните, посебно адвентистите, примерот на крштевање го влечиме, го земеме од Библијата.
Исус Христос еден ден, вели Библијата, ја напушил својата работилница и тргнал кон реката Јордан, таму кај што се собирале многу луѓе. Таму крштевал Јован Крстителот. Исус дошол од Назарет упатен, токму да се крсти таму кај неговиот роднина Јован. А Јован, знаеме, кога го видел Исуса, што му рекол? Ти мене треба да ме крстиш, а не јас. Но Исус му вели, остави го сега тоа. Ајде да читаме што кажува текстот во Матеј 3 глава. Евангелие според Матеја 3 глава, 13 до 15 стих. Вака текстот вели. Тогаш Исус дојде од Галилеја. 120 километри Исус поминал до местото Јордан да се крсти. 120 километри не е тоа мала оддалеченост. Тогаш немале превозни средства како денеска. До Јордан при Јована да се крсти од него, а Јован го одвраќаше велејќи: јас имам потреба да се крстам од тебе, а ти доаѓаш при мене. А Исус му одговори: позволи го сега тоа, зашто така ни прилега да ја исполниме сета правда. Тогаш тој му позволи, а кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата и ете небесата му се отворија и го виде Духот Божи како слегова. Исусовото крштевање, браќи и сестри, за секогаш оставило длабок печат. Исусовото крштевање оставило длабок печат во обредот на крштевањето. Самото небо, вели Библијата, овде тоа го потврдило. И може да читаме и во Матеј 21 глава, 25 стих. Но Исус пред да замине од ова земја, знаеме што кажал во Матеј 28 глава, 18 до 20. Што пишува таму? Одете и проповедете го Евангелието. Кога секој биде готов, кога некој ќе биде подготвен, тогаш крстете го во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Денеска црквата практикува едно крштевање. Би требало. Иако има разни врсти со попрскување, со потопување и така натаму. Павле вели во Ефесјаните 4:5 дека постои само едно крштевање. Зборот крштевање значи баптизо, грчки збор, што значи потопување целосно, не само дел од телото, не само попраскување како некои тоа што го прават на мали деца, туку Библијата признава само едно крштевање, а тоа е потопување. Тоа е, значи, водено потопување целосно на човекот да се потопи во вода. И затоа сите оние кои се уште не го следат тој чекор, ја им препорачувам да го следат како што вели Библијата во Марко 16:16. Крштевањето или нашето спасение, браќи и сестри, е тесно поврзано со крштевањето. Марко 16:16 вели кој поверува и се крсти ќе биде спасен. Нема тука филозофија, нема тука сакам или не сакам, нема тука сега мудрување. Ако сакаме спасение, што ни фали кога Филип одел таму по патот и најшол еден странец, етиопјанец, и Бог го потикнал Филипа да отиде да се качи на колата. И во сето тој разговор на крајот Филип констатирал дека пред себе има човек зрел за крштевање, зрел да го предаде својот живот на Господа. И овде вели 16:16, кој поверува и се крсти ќе биде спасен. Јас сум доживел личности кои ми се јавели и велат: сакам да се крстам, проповедниче. Тоа знаете каква радост внатрешна. Прв пат го гледаш. А пишува таму дека луѓе невидливи за нас, Бог ќе ги приготува со Светиот Дух и ќе дојде ден кој ќе посекат. Замислете овде ако нема сега 30-40, да има уште толку. Зарем нашата радост нема да биде голема. Ќе тропат утре наврат и ќе барат крштевање. Божиот Дух ќе ги приготува, а може и ти и јас сме мостови за таквите луѓе. Неодамна еден човек ми се јави овде од Македонија и вели: сакам да се крстам. И јас веќе имам контакт со него. Човек кој искрено ја сака Библијата и многу начитан, многу нагледан, многу навлегол во теологијата, библиската теологија. И тој го сака Бога. Може би само уште некои финеси му се потребни. И затоа, браќи и сестри, пред нас денеска имаме обред на крштевање. Овде имаме една особа, една личност која сака својот живот да го предаде на Господа, да го следи патот на Исуса Христа. После Христовото заминување, апостолите продолжиле со истото темпо, со истата наука, ништо нема сменето. Бидејќи тоа останало, Исус оставил длабок трак или белег
во христијанството кога е во прашање чинот на крштевање. Ако читате во Дела 8 глава, 16 глава, ќе видите дека и после Христовото заминување, стотици, илјадници луѓе биле крштевани. И денеска во рамките на нашата црква од 3 до 4 луѓе секојдневно се крштаваат. Секојдневно приоѓаат кон Христовата црква. Христос на оваа земја има своја видлива црква. Не веруваме дека таа црква ги држи 10 заповеди. Таа црква ја исповеда онаа апостолска вера и наука. Во 16 глава, во Дела на апостолите, еве што пишува 30 до 34 стих. И го изведе и рече: Господине, што треба да направам да се спасам? Дали сте го доживееле тоа? Некој да ве праша, што треба да правам? Тие пак му рекоа: верувај во Господ Исуса и ќе се спасиш ти и твојот дом. Им го проповедаа словото нему и на сите кои беа во неговиот дом. И сега послушате што пишува. И тој ги зеде во истиот час на ноќта, им ги изми ранете од ударите и веднаш се крсти тој неговиот дом. Ноќе се крштавале, немале време луѓе да чекаат па да загреват вода, па да отидат да барат река или негде кој ќе има доволно вода, вели Библијата за Исуса. Таа ноќ, кога срцата биле гореле за Христа, кога животот сакале целосно да го предадат на Бога, вели таа ноќ, целиот дом, тогаш ги одведе горе во куќата, постави трпеза и се зарадува со целиот дом, зашто поверува во Бога. Тој е најголемата радост кога едно дете, кога еден човек, кога едно суштество го предава својот живот во Христови раце. Како оваа госпоѓа, што ја спомнавме од Африка, која била подготвена. Таа не го сваќала крштевањето само еден ритуал, надворешно видливо сведоштво. Таа внатрешно му верувала на Господа и била подготвена да го даде својот живот за Христа. Нека Господ не благослови сите нас. Нека Господ ги благослови и оние кои се уште се на својата животна раскрсница, да не одложуваат за некој идно време. Знаете, последна цитација: утре никогаш нема да дојде, секој ќе име денес. Утрешниот ден не е наш. Нека му е слава на големиот Бог за ова сознание. Амин.